Таква судбина доживеа и телото за судски реформи, односно Советот за реформи во правосудството. Еден или два состаноци за плакнење на очи пред народот. Многу работиме, многу сме јаки, има правда, има мир сега. Славината е отворена, насочена кон приватните фирми на фамилијата и се е во ред. И денеска гледаме и по ова што е денеска на дневен ред, повторно кадри на Зоран Заев, на Венко Филипчи, на Димитар Ковачевски, кои треба да обезбедат, како што наведов и кажав, слобода за криминалните бизниси, луѓето кои ќе ризикуваат својата слобода и интегритет само да цвета криминалот и бизнисот на елитата на Социјалдемократскиот сојуз. Денес за предлози за уставни суди имаме луѓе кои не се ниту морално, ниту професионално соодветни да бидат уставни суди. Тоа се луѓе кои директно испорачуваа нарачки за раководството, елитата на Социјалдемократскиот сојуз, кои зацрнија илјадници животи, илјадници човечки судбини, само да му испорачаат власт на Зоран Заев и Социјалдемократскиот сојуз. Таков беше случајот, како што напоменав, и со Добрила Кацарска, која сега е председател на овај уставен суд, за кој вие се мачите и се борите овде со петни жили да му удоволите на вашиот наредбодавец, налогодавец, газда, да му ги изберите неговите послушници за уставни суди и полека да се комплетира бројот на послушници до неговата посакувана бројка 9, колку што и број членови Уставниот суд. Во системот на заштита на човековите права и генерално грижата за уставноста и законитоста на Уставниот суд, несомнено има една од најзначајните улоги, мора да си ја преземе улогата на заштитник на Уставот и на уставноста. Уставниот суд на Република Македонија е орган на Републиката која штити уставноста и законитоста. Уставниот суд одлучува за согласноста на законите со Уставот, за согласноста на колективните договори и другите прописи со Устав и законите, како и за уставноста на програмите и статутите на политичките партии и здруженијата на граѓани. Според Уставот, Уставниот суд ги штити слободите и правата на човекот и граѓанинот, што се однесуваат на слободата на уверувањето, совеста, мислата и јавното изразување на мислата, политичко здружување и действување и забраната на дискриминација на граѓаните по основ на пол, раса, верска, национална, социјална и политичка припадност. Уставниот суд решава за судирот на надлежностите помеѓу носителите на законодавната, извршната и судската власт, како и за судирот на надлежностите меѓу органите на Републиката и единиците на локалната самоуправа. Токму она што кај мене предизвика сомнеш. Еве, и вас ке ве прашам, бидејќи сте единствен веќе представник од власта во работата на оваа комисија, како ќе решава познос на ова прашање за судир на надлежностите помеѓу носители на законодавна, извршна и судска власт, Љубомир Јовески, како ќе носи одлуки Тајња Васич Бозачиева, како ќе суди Фатмир Скендер за судирот во извршната и судска власт во случаи кога председател на влада и аболициран криминалец го води телото за судски реформи. Никако. Никако нема да работи. И затоа се поставуваат вакви послушници. За да, како што под суфлирање на нивниот политички гуру,
Али Ахмети ни кажи актуелниот премиер на прашање како ќе функционираат понатаму, да ни кажи како и до сега. Така че терале. Па со такво работење како и до сега, покажувањата на амбасадорката Брнс, покажувањето на амбасадорот Коп, сме во друштво на Колумбија. Како и до сега, кај граѓаните не врви. Како и до сега, довербата е 8%. Ќе биде уште помала и е уште помала. Како и до сега, дури че ги губи изборите во сите поголеми населени места и градови, како во Тетово и Гостивар, кај албанскиот електорат, а разликата помеѓу ВМРО ДПМН и Социјалдемократскиот сојуз, како и на последната анкета, ќе се зголемува, иако е во моментов 19:9% доверба во корист на ВМРО ДПМН. Со работа криминална, како и до сега, и на наредни избори, Социјалдемократскиот сојуз може би нема да постои од политичката карта во Република Македонија, и на наредни локални избори ќе биде уште поубедливо поразен, ако е сега ВМРО ДПМН е власт во 42 општини, ќе биде и во повеќе од 45 до 50. Како и до сега, кај граѓаните не врви. Бидејќи цената на млекото не е како и до сега. Од 48 на 90. Цената на струјата е само последна година за 40% зголемена, иако министерот не убедуваше немало да се поскапи струјата до јуни, ама на прашање колку пари ќе се извлечат и спумпаат од буџетот за да се покрие криминалното работење на електростопанство на Македонија, на рек Битола, на Осломе и на Неготино, еве колешката од Битола може и после мене подетално да ви објасни како се работи и кради во рек Битола, како и до сега не врви. Деловникот на Уставниот суд не пропишуваат подетални критериуми во однос на образованието на судиите на Уставниот суд. Тие се задоволуваат со терминот истакнат правник. Значи, во поглед на образованието, судијата на Уставен суд треба да е дипломиран правник и да е истакнат. Од биографиите на уставните суди, од актуелниот состав на судот, се гледа дека 7 од нив се дипломирани правници, од кои 6 со положен правосуден испит и 2 доктори на науки, од кои 1 е универзитетски професор. Во Македонија, како што е погоре наведено, изборот на судиите се врши од редот на, уште еднаш ќе спомнам во наводници, доста пати денеска го спомнав овој збор, истакнати правници. Поим, кој како што веќе ќе кажам, погоре неколку пати наведов, не е прецизно дефиниран.